Голи, боси, валкани, сплашени, збунети, во несоодветна облека за временските услови и на температури под нулата и на плюс 40 степени. Сликата со години не се менува. Речи си на секој семафор низ улиците во Скопје, кога ќе застанете со автомобил, на прозорецот ќе ви се појави детски лик, ќе чуете глас што ќе ве благослови и ќе видите подадени празни дланки што чекаат некоја пара. Во обиколката низ скопските улици затекнавме возрастни што питачат на раскрсниците, жени со бебиња во раце на пеколни температури, деца што просат и мијат шофершајбни за пари. Најмногубројни се малолетните деца, оставени сами на улиците, а за родителите велат дека се тука некаде во близина. Од еден од малите питачи добивме одговор дека проси бидејќи татко му го тера да му донесе пари. Има и такви што питачат на улица и се придружувани од своите семејства. Во овие случаи од Министерството за труд и социјална политика велат дека надлежно да постапува МВР. Каде завршуваат парите од питачењето и кој ги злоупотребува овие деца? Министерството за труд и социјална политика апелира кога ќе видите деца што питачат сами или во придружба на полнолетно лице на јавни места, а особено на раскрсниците, пред угостителските објекти, плоштадите и трговските центри, да го пријава детето на бесплатниот телефонски број 15 505 или во најблискиот центар за социјална работа или полициска станица. Давањето пари на дете на улица не е хумано, велат надлежните. Децата најчесто на питачење ги присилуваат членови на нивните семејства. Некои деца со питачење го откупуваат или го одработуваат долгот на своите родители. Децата понекогаш организирано се носат на некое место за да просат. Ги казнуваат ако не заработат доволно. Присилувањето на децата на просење представува трговија со деца, бидејќи организаторите на просењето всушност ги знаемуваат или ги купуваат децата и за тоа постои прецизна тарифа. Обврска на секој граѓанин е да пријави дете што проси на улица, а откако ќе пријавите, ќе биде известен Центарот за социјална работа, кој ќе преземе мерки за заштита на детето и ќе го згрижи. Питачењето е прекршок, а за прекршокот се одговорни и родителите и старателите на детето или малолетникот што проси. Според статистиката на Основниот суд Скопје 1 од 2011 до 2017 година има 3 пресуди за кривично дело за пуштање и малтретирање на малолетно лице и 3 се за родители кои ги терале своите деца на питачење. Судот во сите 3 постапки изрекол мерка засилен надзор од Центарот за социјални работи, кој може да трае не помалку од 1 и не повеќе од 3 години. Низ улиците само во Скопје питачат околу 650 деца, а 95% од децата на улица се од ромска националност. Повеќето вакви деца, евидентирани од 2005 па наваму, го повторуваат однесувањето и најголем број од нив имаат родители и поседуваат документи за лична идентификација. Според последната обработка на податоците, во Република Македонија има 510 неевидентирани лица, од кои 200 се деца чие раѓање или лично име не е запишано во матичната книга на родените. Повеќето од нив, 90% се роми, но има и лица од другите заедници. За оваа долгогодишна проблематика на ниво на Република Македонија има 4 дневни центри за деца на улица, 3 државни и 1 управуван од Сдружение на граѓани. И таму децата влегуваат, поминуваат еден ден и веќе утредента се повторно на улица, до наредниот пат. Состојбата со деца на улица ја следат и од првата детска амбасада Меѓаши, откаде што вела дека бројката на децата питачи и на децата фантоми е многу поголема од онаа што ја имат во Министерството. Според основачот и директорот на амбасадата, Драги Змијанац, овие деца се лесна цел на криминалците, на детска проституција, порнографија, трговија со деца и детски органи и други најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд. Змијанац подсетува дека Република Македонија ја ратификува Конвенцијата за итно спречување на најлошите форми на детскиот труд и мора сериозно да работи на нивно елиминирање. Од една страна се работи за социјални случаи кои се на маргините на општеството и општествената грижа, а од друга страна токму поради тоа тие се жртви оти се оставени сами на себе и криминалните банди се лепат за нив, кога овие деца
ќе имаат покрив над главата кога нивните родители или старатели ќе располагат со минимални средства што самите ги заработили и кога нивните деца ќе бидат на училиште наместо на улица, проблемот со злоупотреба на детскиот труд можеби нема да се искорени, но секако ќе се намали. Децата на улица ако се вклучат во училиште, ќе бидат дел од образовниот процес, ќе имаат други навики и потреби. Ќе треба и ќе мора да ги исполнуваат училишните обврски. Ако им се обезбеди покрив над главата и поедно обработување на овие семејства, државата ќе има механизми на одземање на овие погодности за овие семејства доколку ги најдат повторно децата на улица. Сигурни месечни примања и покрив над главата се почеток за успех. Од првата детска амбасада Меѓаши бараат задолжително и бесплатно предучилишно образование за децата што се во ризик нивниот труд да биде злоупотребен, деца чии родители се социјално обесправени и живеат во социјален ризик. Едно дете вклучено во раните години во предучилишно образование ќе значи едно дете помалку на улица. Сиромаштијата нема да биде искоренета, се додека децата работници не се пренасочат на училиште. Детскиот труд ја одржува сиромаштијата. Државата треба овие деца да ги вклучи во училиште и на тој начин да им помогне да стекнат знаење, вештини, да се описменат, да им се помогне да се тргнат од заробеништво во кое се наоѓаат. Доколку децата се вклучат во образование, тоа треба за нив да биде бесплатно и да започне уште во предучилишната возраст, да им се дадат социјални бенефиции на овие семејства. Тогаш шансите се поголеми овие деца од крстосници да се преместат во училишните клупи.